Турските архиви чуваат многу пишани документи за потеклото и идентитетот на македонците, македонските имиња, топоними и личности. За еден дел од тоа што се кријат турските тефтери, Сузана Трајковска. Османлиската империја добро организирана се темелела врз финансиската сигурност. Данокот, но и распределбата на парите биле педантно запишувани во турските тефтери. Тие ги откриваат имињата на жителите на просторите на Македонија. Belirttiğim kaynaklar Андреј, Филип, Ѓорги, Дука, Никола, Стојмир и уште многу имиња се запишани во овие тефтери. Освен евиденција на Данок, има податоци дека 35 војници од Неврокоп, Церес, Скопје, Битола, Крушево добивале плата од турската војска. Има податоци за пописот во периодот од 1432 до 1431 година, од каде што точно се гледа каде биле границите на Македонија. Историјата се потврдува и во едноставните факти настани што познатиот турски историчар Али Иналџик од пред неполна година ги запишувал хронолошки во нова статија. Тој пишува за Охридската патријаршија, за создавањето на Цариградската, но и за војната стратешка позиција на Македонија. И повторно, македонски имиња на личности и топоними. Охрида Патрик лидер. Многу е важна Охридската патријаршија. Во времето на Фатих Султан Мехмет била создадена Цариградската патријаршија, а Охридската има важна улога. Македонија била користена како воено-стратешка позиција, посебно Битола. Скопје и Солун биле воени бази што имале фронтална позиција. Турската историја поврзана со македонската не покажува антагонизам, туку искрено и темелно ја открива вистината за Македонија. Почита кон овие простори и народи што живеат тука се добар влог за еднината. А јасно е дека вистината секогаш е посилна од лагата.